Елхамдулилахи ва салату ва селаму ала расулилlah. Почитувани браќа, се наоѓаме во највредните денови во годината, а тоа се првите 10 дена од последниот месец од хиџретскиот календар, тоа е месецот Зулхиџе. Аллах субханаху ва таала вели: "Вал фаџри ва лајалин ашар", се колнам во зората. Ибн Каthир вели, тука особено се мисли на зората од првиот ден на Курбан Бајрам, тоест зората од 10-тиот ден од Зулхиџе. И во 10 ноќи. А за вториот ајет Ибн Каthир вели, тоа се првите 10 ноќи и се подразбира денови од Зулхиџе. И ова е став на повеќето исламски научници и муфесири. Ибн Тајмија рахимахуллаху таала бил запрашан кои денови се повредни. Последните 10 денови од Рамазан или овие 10 први денови од Зулхиџе? Па одговорил, 10 денови од Зулхиџе се повредни како денови од рамазанските последни денови. А 10 ноќи од Рамазан се повредни како ноќи во однос на ноќите од Зулхиџе. И од селефот се пренесува дека кажале во однос на овие 10 дена од Зулхиџе дека тоа се највредните, најсакани и најпосебни денови кај Аллах во целата година. Улемата многу пишувала и зборувала за овие 10 дена. Во нив верниците го извршуваат еден од исламските столбови и едно од највредните дела во исламот, а тоа е хаџот. Во нив е најдобриот ден од годината, Арафат, или според дел од улемата првиот ден на Курбан Бајрам. Аллах најдобро знае, и во нив е најголемиот исламски празник, а тоа е Курбан Бајрам. Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем кажал: нема денови во кои доброто дело кај Аллах е посакано од овие денови на Зулхиџе. Овие 10 денови на Зулхиџе имаат посебна вредност, па Аллах за добрите дела во овие денови посебно наградува. И затоа верникот треба посебно да се активира и ангажира со добри дела во овие денови. А особено улемата спомнала пост. Убаво е овие денови да се постат. Посебно 9-тиот ден, тоа е денот на Арафат. Исто така улемата спомнала викар, спомнување на Аллах, како што вели Аллах да го спомнуваат Аллаховото име во познатите денови. Во сура Ал-Хаџ 28 ајет. Познатите денови се првите 10 дена од Зулхиџе. И ова е став на повеќето алими и веродостојно е пренесено од Ибн Аббас. Исто така улемата препорачува ноќен намаз. Сеид ибн Џубејр рекол: не гасете ги своите лампи светла во ноќите на Зулхиџе, тоест клањајте во овие ноќи. Се препорачува дова, учење на Кур'ан, истигфар, барање опрост од Аллах и исто така теуба, покајување за гревовите и поправање. Затоа што, исто како што добрите дела имаат посебна вредност во овие денови, исто и гревовите имаат посебна тежина. Затоа верникот во овие денови посебно треба да се чува од грешење од гревови, да прави теуба, да се поправа, да се зајакнува имански и да излезе од овие 10 денови од Зулхиџе како подобар верник и муслиман.